приказни од тајната градина. Дивите лебеди. Ханс Кристијан Андерсен. Во зорине времето се смири и сонцето почна да изгрева. Тогаш и лебедите повторно полетаа заедно со Елиса. А кога сонцето изгреа повисоко, Елиса виде пред себе планинска земја, чијшто врвови беа прекриени со пенлив мраз, а во средината се издигаше замок кој беше долг 1 милја. Долу околу замокот се нишаа палми и блескави цвеќиња го красеа местото околу замокот. Таа праша дали ова е земјата каде што треба да бидат, но лебедите само одмавнаа со главата. Она што го виде беше прекрасната и постојано променлива палата на Фата Моргана. Ниту едно смртно суштество не смее да се осмели да влезе во замокот. Долго пред зајди сонце, таа седеше на планината пред една голема пештера, покриена со зелени ползавци, толку нежни, што изгледаа како вес. Ќе видиме дали ќе сонуваш вечерва овде, рече незиниот помлад брат, додека и покажуваше каде треба да спие. Би сакала да сонувам како да ве ослободам, рече Елиса. Ова беше единствената мисла што ја имаше таа. А кога заспа и се чинеше дека лета кон палатата со облаци Фата Моргана, смовилата што ја пречека беше фер и блескава, но сепак многу наликуваше на старицата што и ги даде бобинките во шумата и која што и кажа за лебедите со круни на главите. Твоите браќа може да се ослободат, рече таа, но дали имаш храброст и истрајност да го направиш тоа? Морската вода што ги минува грубите камења е навистина помека од твоите нежни раце, но не може да почувствува болка затоа што нема срце. Ти треба да собереш коприви кои растат во црковните дворови и заедно со лен мора да искаеш 11 кошули. Иако рацете ќе ти бидат со плускавци и ќе ти горат од копривите, ти мора да издржиш. Потоа кошулите ќе ги фрлиш над 11 лебеди и магијата ќе исчезне. И уште нешто, не смеш да зборуваш, зашто првиот збор што ќе го кажеш ќе ги погоди срцата на твоите браќа како смртоносен нож. Сега сети се што ти кажа. И тогаш бабата ја допре раката на Елиса со коприва, која што веднаш и направи плускавци, а од силната болка Елиса се разбуди. А блиску до пештерата Елиса го најде местото каде што растеа копривите. Кога ги виде копривите на гробиштата, се заблагодари на Бога и веднаш почна да бере. Миките раце и пламнаа како оган од копривите, но таа не се откажа. Мислата дека незините браќа ќе бидат спасени ја тераше да издржи. Откако ги набра копривите, таа со боси нозе почна да ги гази и од нив да прави конец. И ленот го предеше. Кога незините браќа се вратија, на зајдисонце се вознемирија зашто Елиса не зборуваше. Си помислија дека ова е некоја нова магија на лошата маќа, но кога ги видоа незините раце, сватија дека таа се обидува да им помогне. Најмладиот брат, кога ги виде рацете, почна да плаче, но тогаш се случи чудо. Секоја негова солза ги лекуваше плускавците направени од копривите. Таа ноќ работеше за да може побрзо да ги излечи своите браќа од магијата. Преку денот незините браќа не беа тука и таа седеше сама во пештерата и работеше брзо. И набрзо потоа таа направи една кошула и почна да ја работи на втората.
Но одеднаш слушна звук од ловечки рог на планината. Тоа ја исплаши бидејќи слушна лање на кучиња, а звукот се приближуваше кон незе. На брзина стана, ги собра копривите на едно место и седна врз нив. И тогаш се појави едно куче, па уште едно и уште многу други. Тие се собраа околу Елиса и луто лаеа. И тогаш во пештерата се појави еден млад крал, придружуван од ловџи. Кога ја вида Елиса и незината убавина изговори: "Убаво дете, како дојде тука?" Но Елиса само одмавна со главата, зашто не смееше да зборува. "Ајде, дојди со мене," рече кралот. "Не можеш да останеш овде." Потоа ја крена на својот конј. Елиса плачеше и се опираше, но кралот и рече: "Единствена желба ми е да те направам среќна." И тој го јавна конјот заедно со Елиса, па со силен галоп се упати кон своето кралство. Ловџиите кои што го придружуваа кралот, веднаш се упатија по него заедно со кучињата. Така на зајдисонце тие стигнаа пред еден прекрасен град со многу куполи и кули. Кралот веднаш ја одведе Елиса во својата палата, каде што имаше многу фонтани и високи мермерни цали кои беа украсени со убави слики. Но Елиса не забележа ништо од овие работи. Таа продолжи да плаче и да тагува. Рамнодушно им дозволи на жените да ја облечат во кралска облека и да ја украсат косата со бисери. Таа беше толку блескава убава, што целиот двори се поклони на убавината, а кралот кога ја виде во убавиот фустан, ја одбра да му биде невеста. Но архиепископот на дворецот подзамижа со очите, се наморти и рече: "Оваа прекрасна шумска слугинка мора да е вештерка која што му го украла срцето на кралот." Но кралот не сакаше да го слуша. Тој беше восхитен од убавината на Елиса, па нареди музиката да почне да свири и да се служат најскапите јадења. И најубавите девојки почнаа да танцуваат, но Елиса воопшто не се насмеа. Незините очи останаа замаглени. И тогаш кралот ја фати Елиса, па ја одведе до незината спална соба. Ѕидот на собата беше прекриен со прекрасни зелени везови и наликуваше како на онај во пештерата во која што ја најде. На подот лежеше снопот од лен и купот од коприви и кошулата што веќе ја заврши. "Еве тука ќе ти биде исто како во пештерата," се насмеа кралот, мислејќи дека ќе расположи Елиса. Кога таа ги виде сите работи на подот, една мала насмевка затрепери на незините усни, а крвта й се врати во образите. Повторно се врати надежта дека ќе си ги види браќата и затоа се наведна, па му ја бакна раката на кралот. А кралот ја зеде раката, ја притисна на неговото срце, па заповеда сите црковни звона да почнат да звонат за да ја објават нивната венчавка. Така, убавата нема девојка од шумата требаше да стане кралица. Но архиепископот не се откажуваше од лошите зборови за девојката, па постојано му шепкаше на кралот, но тој не слушаше. На крајот, архиепископот мораше да ја стави круната на главата. Тој ја зеде круната и ја стави грубо на незиното чело, зашто сакаше да ја повреди. Но тагата што Елиса ја носеше за своите браќа, многу ја болеше, па таа воопшто не осети болка од круната. Незините усни беа неми, зашто еден единствен збор би значил смрт на незините браќа. Но незините очи блескаа од љубезност кон добриот крал, кој што многу се трудеше да ја угоди. Таа секој ден се повеќе и повеќе го засакуваше со целото незино срце,
Ах, само да можеше да му се довери, да му каже зошто тагува. Ноќе, кога сите спиеа, таа се искрадуваше од спалната соба и одеше во својата одаја, каде што продолжуваше да ги ткае кошулите. Но кога почна да ја работи седмата кошула, таа снема лен и коприви. Знаеше дека копривите растат во дворот на црквата и дека мора сама да ги набере. Затоа, една вечер, повторно отиде да собира коприви од дворот на црквата. Рацете многу ја болеа од копривите, но срцето уште повеќе ја болеше по своите браќа. Многу се плашеше додека собираше од копривите, како да виде сеенки од другата страна на дворот. Но само се помоли на Бога и продолжи да собира. И кога собра доволно и сакаше да се врати во палатата, ја виде архиепископот. Сега тој имаше доказ за тоа што се сомневаше. Ништо не е во ред со кралицата, таа е вештерка и затоа го измами кралот и целото кралство. Тој со брзање отиде кај кралот да му раскаже. Додека раскажуваше, светците од зидовите како да одмавнуваа со главите и како да сакаа да кажат: лаже, Елиса е невина. Но тој продолжи да објаснува како ја видел дека нешто лошо прави во дворот на црквата. Тој рече дека и светците му се сведоци за тоа што го видел. Две големи солзи почнаа да се тркалаат по образите на кралот и тој замина дома со сомнеш во срцето. Таа ноќ се преправаше дека спие. Ја гледаше Елиса како станува од креветот и продолжи да ја следи додека таа одеше во незината приватна соба. А таа во меѓувреме речиси ги заврши сите кошули. Но за последната и недостасуваше лен и коприви и таа за последен пат отиде во дворот на црквата да набере само уште малку. Таа не примети дека и кралот и архиепископот ја следат. И кога влезе преку железните врати во црквата, тие ги приметија сенките што беа во црквата, па си помислија дека Елиса е меѓу нив и дека прави магии како некоја лоша вештерка. Тогаш кралот се налути па рече: народот нека исуди. А народот, кога слушна и пресуди да умре од оган, ја одведе од незините прекрасни одаи во темните зандани на дворецот. Наместо свила и кадифе и го дадоа снопчето коприви што ги собра, а за прекривка и ги дадоа кошулите што ги имаше сплетено. Но тие не знаеја дека таа најмногу се радува на тоа. Таа веднаш продолжи да работи. Надвор во кралството сите зборуваа лошо за незе. Никој не отиде да ја праша како е. И тогаш една вечер таа слушна шушкање на крилја и се доближи до решетките од прозорчето. А таму, надвор беше незиното најмало братче. Таа плачеше од радост, иако знаеше дека уште малку ја останува од животот. Таа не се откажа од работата. Сега и браќата беа во незина близина. Уште пред рани зори, еден час пред да излезе сонцето, незините браќа стигнаа пред портите на кралството и бараа кралот да ги прими. Но ова беше невозможно. Се уште беше ноќ. Кралот спие ноќа, им рекоа, и не смееме да го будиме. И тогаш за кратко време сонцето почна да изгрева и тие повторно се претворија во лебеди. А во градот сите се спремаа за смртта на вештирката и сите сакаа таа да биде запалена. Еден стар конј ја влечеше количката во која седеше Елиса. Незината долга коса беше пуштена да паѓа низ незините рамења. Незините образи беа бледи, а устите немо изговараа некоја молитва, додека со рацете ја доправаше последната кошула. 10 кошули беа под незините нозе.
Видете како мрмори вештерката, извикуваше толпата народ. И тогаш се налути па почна да вика: земете и го тоа од рацете. Кој знае каква магија прави. И кога сите се втурнаа кон незе, од небото се појави јато лебеди кои летаа во една линија. Тие се свртија околу Елиса и со своите крилја направија обрач за да ја одбранат. Тоа е знак од рајот, извика некој. Таа мора да е невина. Но джелатот ја фати за раката и ја повлече. Тогаш Елиса почна да ги фрла кошулите врз лебедите и тие веднаш станаа принцови. Само најмалиот брат, наместо рака, остана со едно лебедово крило, зашто неговата кошула не беше завршена. Сега, извика таа, можам да зборувам, и јас сум невина. Тогаш луѓето ја разбраа незината мака, па и се поклонија како на светица. Но напорот, маката и страдањето беа премногу за неа и таа одеднаш падна во прегратките на браќата. Таа е навистина невина, рече најстариот брат, и раскаша за се што им се случило. А додека тој зборуваше, мирисот на милион рози го исполнуваше воздухот, бидејќи од секое парче дрво што беше донесено за таа да се запали, израсна роза. А на самиот врв на купот од дрва стоеше еден бел, чист цвет што блескаше како звезда. Кралот го скина, па го стави врз градите на Елиса. И тогаш таа ги отвори очите, од кои што излегуваше сјај, мир и среќа. Сите црковни звона почнаа да бијат, а воздухот се исполни со птици. И така кон палатата се упати невестинска поворка, каде што кралот ја држеше својата кралица во преградка. Поворката ја следеа незините 11 браќа, а народот среќно извикуваше: да живеат, да живеат, да живеат. Оваа приказна е направена за правилен развој на нашите деца.